Драги гледачи, денеска наш соговорник е Киро Здравески од џудо клубот Сейшен во Прилеп, но исто така и претседател на ветеранската асоциација на џудо во Македонија и нејзин селектор исто така, но воедно тој е и најстариот ветеран во џудо кој што активно, буквално секој ден се занимава со овој спорт. Не само кај нас, можеме слободно да кажеме, без мала скромност и на Балканот. Пред се добре дојде во нашето интервју и дали се точни овие податоци пред се што и кажав? Добро, најдов. Овие се најточните информации што ги кажавте. Точно јас сум и претседател на ветеранската асоциација на Македонија, селектор на државната репрезентација на Македонија. И сега како што гледате, во позадина почнуваме со првиот тренинг со џудо клубот Сейшен. Овој почетен тренинг најавува дека од денеска почнуваме со активности, кондициони, за да се припремаме за војнина од 1 септември да влеземе полека, да се адаптираме за во сада. Да, ова е позади нас е иднината на џудо клубот Сейшен, како што може да кажеме се наоѓаме на паркот на Револуцијата, каде што се одвива овој тренинг на отворено. Ајде малку за вас и за вашата историја во овој спорт. Сега имате 73 години, како што кажав, сте најстариот кој што активно се занимава буквално секој ден. Епа вака, значи, по моје мислене, и јас секогаш го кажувам, ние сме локомотивата на иднината на младите џудисти. Зошто го кажувам локомотива? Ние ги водиме напред, му ја кажуваме иднината во џудо спортот. Она наше искуство што го имаме. Да видат дека и ветераните не прекинале уште со џудото, се повеќе и повеќе работиме. Во претходниот период ние бевме и учесници на еден камп во Босна и плюс меѓународен турнир, меѓу кои учесници имаше од Аустрија, Хрватска, Србија, Босна, Херцеговина и нашата репрезентација од Македонија, што сме и задоволни од постигнатите успеси. Зато ние сме цело време активни и од денеска пак се вклопуваме во тренажниот почетен процес за адаптација на помладите позади мене, да помогнеме она што го знаеме, нашето знаење, да го прикажеме, да му дајме еден поголем елан за понатамошниот процес во развој на џудото. Дали секој ден тренирате? Апсолутно. Некојаш практикувам, зависи од временските прилики и наутро и попладне, и се вклопувам пак на тренировците во џудо клубот Сейшен. По колку часови во текот на денот тренирате, дали може да се каже? Наутро најмалце 45 минути, попладе 1 сат и после се вклопувам во тренизите на џудо клубот Сейшен. Ова е доказ дека годините не се пречка доколку човек сака да има здрав живот и да спортува. Никако. Еден лекар ме прашува до кога планираш да тренираш. Јас бе искрен, кажав, јас планирам до 100 години, на 100 и некој сака нека почне. Значи, здравието е тука, во активноста и развојот на спортот и зачувување на собственото здраве. Само преку спортот, тука е сушината на здравието. Како започнавте да се занимавате со џудото? Многу одамна, една случајност, 69 година тренирав гимнастика и во ДТВ Партизан тогашен видов двајца младичи покажуваја некои вештини и не ми беше јасно што се случува. Се распрашав и ми кажа тоа биле техники од џудо спорто. Се распрашав како може да се вклопам, вика се преселуваме во гимназија и така почнав да посетувам тој период есенски 69 година многу кратко џудо и после кога се врати во градов 71 и 2 година се вклопи во џудо клубот Прилеп од Прилеп, најстариот џудо клуб во градот Прилеп. И од тогаш немате престанато со овој спорт? Еден период здравствени причини бев прекинат и се вратив пред 10 години благодарение на несебичните луѓе во џудо клубот што го вода Сейшен. Фактички ми отворија вратите за да тренирам во клубот. И сите можности, оние идеи ми ги овозможија
да го збогатиме джудото и да ги повратам ветераните во Прилеп и во Македонија. Значи, во последниве 3 години сме и задоволни што за прв пат пред 2 години се одржа и прво Балканско првенство за ветерани. Тука во Прилеп? Во Тирана, второто беше прошлата година во Прилеп. Ова година во Турција се надевам дека ќе бидеме присутни на ова Балканско првенство. За жал не можеме да бидеме на европско, финансиските средства не дозволува. Ние сме слаби финансиски, воопшто како федерација, и апел до сите оние што сака да помогна, се добре дојдени да помогнат да се развија овие млади деца, па зошто и ние да не учествуваме на поголеми првенства. И имаме шанси ова година да имаме двајца на светско првенство да присуствува во Лос Анџелес. Нашиот клуб? Еден од нашиот клуб и еден од Скопје. Како што може да забележиме, веднаш позади нас се наоѓаат голем број млади, голем број дечиња кои што занимаваат со овој спорт. Како бил развојот на джудото во Прилеп во текот на овие години? Па, од кога сум вратен и влезен во Judo Club Association, од година се поголем број на членови. Значи, сега во овај момент имаме 136 активни членови, што значи салите се премали за нас за овој клуб, а имаме и најголем број на тренери, меѓу кои и ветераниве се вклопува во одреден момент кога ќе има потреба, се вклопуваме да помогнеме во тие тренажни процеси со помладите тренери. Жалосно што немаме доджо сала, а то кој е расположен да помогне, добре дојден е пред се за овие млади дечина да се развива, да спортува од сабајле до вечер, може ако имаме таа шанса да имаме таа доджо сала. Таа е сала специјално за овој спорт? Таа е специјална сала, фактички тогаш се постигнува најголемите резултати со такви услови. Затоа што не можеш ти во една сала имаш 3-4 генерации и да планираш тренинг за сите исто. И процесот значи е забавен тука, развој е забавен. А кога ќе имаш таа доджо сала, значи секој тренер одредена категорија старосна ќе се одреди како треба да се одвива тренингот и тука се успесите. Целото ваше искуство од овој период додека се занимавате со джудо спортот, но и се она што се случувало во Прилеп, вие имате сега една намера, односно веќе ја реализиравте со правење на монографија за джудото во Прилеп. Ова ќе ми биде втора, фактички прва моја авторска книга. Идејата ми беше одамна за да го направам тоа. Се работи за монографија. Се вика мојот пат во джудото. Мојот пат во джудо, што значи тоа? Значи джудо, нежен пат. Тој нежен пат сум го пронашол тука во джудото од 69-та година навака. Само во кратки црти да ви кажам како се развива дело на монографијата. Значи, моето учество во формирањето, почетоците на джудото во Прилеп. Прв регистриран джудо клуб во Прилеп е 68 година джудо клуб Прилеп и прв председател на джудо клуб Прилеп е Марко Андрески, сегашен покоен. Иначе така се развија и джудо клуб Прилеп. 77 година во Прилеп се одржа за кадети и јуниори на бивша Југославија првенство, на кој и јас бев учесник како помошен судија и посматрач во одредени ситуации. Значи, сиот пат во джудото, како се развија исклучиво се работи за Прилеп. Развојот на джудото во Прилеп, моите средби, моите настани, моите гости, се она што се случувало во градот Прилеп со джудото. Кога ќе имаме можност да ја видиме во печат оваа книга? Тоа е за мене болно прашање. Мислам, че се најда некои добронамерници да помогна во финансиската, да речам, работа за објавување на книгата. Книгата ми е потполно готова, електронски изработена, од рецензентот е готово завршена, сега морам да барам спонзори. Ми се чини дека некој
како да кажам, на еден начин ќе помогни да го остварам ова моје дело и се надевам дека такви добронамерници ќе се јават да помогнат да ја објавам ова книга, а таа ќе биде прва книга за џудото, за развој на џудото во Прилеп и да послужи новие деца да видат историјата комплетна како се развивало џудото во Прилеп, колку клубови се формирале после џудо клуб во Прилеп и тоа е за мене се во овој момент најважно. Да се надеваме дека овој апел што го патите ќе го слушнат и од бизнис секторот, но и од државните институции кои што да се надеваме дека ќе помогнат ова книга да го види светлото на денот. Се надевам дека ќе се јават такви, мислам дека и би требало и општината, па зошто да не и државата. Тоа е во корис на овие млади дечина и да знаат што е историја на џудо. Оти не се состои џудото само во техничкиот дел. Мора да ја знаеш историјата, развој на џудото. Како ние што знаеме кој е основачот на џудо Джигоро Кано, тие треба да знаат како е развој на џудото во градот Прилеп. Од, да кажам, од двајца, па станале толку клубови, толку деца и како се одвивал тој развој на џудото во Прилеп. И еве за крај Judo Club Association го очекува еден голем меѓународен турнир за кој што за празникот 11 октомври секоја година се одвива тука во нашиот град. Па ја мислам дека овој ќе биде интернационален турнир. Се надевам дека ако и книгата би до тогаш мислам финансиски завршена, се надевам дека ќе имам најмалце 4 светски прваци гости на градот Прилеп и Judo Club Association, кои ќе бидат присутни на што ќе го збогатат програмата на нашиот турнир. Господин Здравески, ви благодарам за овој разговор, за одвоеното време и еве уште еднаш ви посакувам добра организација на џудо турнирот во месец октомври и до тогаш да ја издадете во печат оваа монографија. Ви благодарам и вас што ме удостоивте да го кажам овој дел и се надевам дека ќе биде се успешно она што го замислено. Драги гледачи, тоа беше разговорот со нашиот Кире Здравевски, најстариот активен џудист во Македонија и претседател на Асоциацијата на ветерани во нашата држава.